Здраво, драги гледачи, добре ни дојдовте во новото издание на емисијата која се вика како? Супер звезда. Браво бе дечки, колку сте паметни и умни и се сте запамтиле. Дали има некој што не е доручкуван овде? Јас. Кукле, денеска ќе те умориме убаво, па ќе ти дадеме после и да ужинаш во оваа емисија. Се надевам дека ќе уживаат и гледачите и исто онолку колку што се надевам дека ќе уживаме и ние. А тоа е бидејќи денес одиме на едно специјално место. Почитувани гледачи, денеска ќе одиме на едно место какво што место децата најчесто посетуваат кога имаат роден ден, но и во многу други ситуации, на пример кога сакаат убаво да си поминат, да поминат лудо и незаборавно, да излезат малку од дома и едноставно да се релаксираат. Ова место кое денеска ќе го посетиме се вика како? Игротека приказна. Игротека приказна, браво, еден голем аплауз за игротеката приказна која денеска ни овозможи да овој прекрасен слободен ден го поминеме во слободни активности токму во нивниот прекрасно уреден простор. Јас претходно имав слушано, но никогаш до сега немав можност да отидам и да видам за што станува збор. А сега пред да влеземе сакам да ги прашам дечките од Супер Звезда, расположени ли сте да одите во игротека? Да, Да те прашам тебе, Злато, треба ли деца да одат во игротека? треба да го. Да, па колку пати треба да одат на ден? Едно 5-6 пати? Да. Браво, супер. А кажи ми, Злато, ти си била ли во игротека до сега? Како е таму? Убаво е. Лариса, во колку игротеки си била, например? Па во многу. Што има во игротеките? Па има место за журка, за забава, има и многу играчки. Браво, и тоа е тоа што тебе те тера да одиш таму, да? Леон, ти исто си бил во игротеки до сега? Да. Си славал роден ден таму? Да? Да. Мама и тато доаѓале со тебе? Да. Убаво си поминувале сите? Да. Браво, Злато, денеска што ќе правиш ти во оваа игротека? Ќе лумпуваш? Да. Ќе скокаш, браво, срце. Да ве прашам, дали сте подготвени и вие? Да. Да направиме една емисија невидена? Да. Да си поминеме најубаво на свет. Да. Па почитувани гледачи, еве ве каниме. Дојдете со нас, ќе одиме во игротеката приказна каде ќе правиме што? Невиден џумбус. Може така? Може. Ајде, почитувани гледачи, подгответе се. Јас и Супер Звездите заминуваме во игротеката приказна да направиме невиден џумбус, а вие останете со нас во следните 60 минути да ветуваме луда и незаборавна емисија. 3-4 тргнуваме, вие доаѓате по нас. Приказната започнува. Одиме. Ајде. Еве пред самиот влез овде во игротеката, почитувани гледачи, не пречекува една убава прекрасна апликација со едно момче и едно девојче насмеани. Вакви сте и вие насмеани, да ве видам? Да видам, ле насмеани, браво. Сега, одиме значи внатре да видиме за каква приказна станува збор. Инаку ми се допадна ова каде што вика игротеката приказна, вика секое дете има своја приказна. Имате ли вие ваши приказни? Да, сакате, слушате, ви раскажуваат ли вашите родители приказни? Да. Приказната кога се децата во прашање почитувани гледачи е многу битна работа. Инаку јас сакам да потенцирам дека сега се наоѓаме, значи игротеката приказна се наоѓа на една прекрасна локација. Тоа е старо КТК, тенеските терени кои се наоѓаат позади заводот за вработување. Значи тука во населбата Капиштец на една прекрасна локација, повеќе позната како старо КТК, има едни прекрасни нови згради кои пред малку ги видовте. Токму тука се наоѓа игротеката приказна да видиме што се крие внатре. Влегуваме, доаѓајте по нас. Еве гледате како милион малечки ноќиња влегуваат внатре. Одиме, ги следиме стапалките да видиме каде ќе не одведат.
И еве, почитувани гледачи, уште на самиот влез ме пречека една прекрасна девојка, тоа е нашиот домаќин Ирена. Добре ни дојде во Супер звезда, како си? Добар најдов, супер. Многу ми е драго што денеска имаме можност да бидеме ваши специјални гости. Значи, ова е тоа место што толку многу го фала. Да, ова е тоа место, значи ова игротека приказна. Ќе видите, ќе се уверите, значи во тоа што го нудиме. Може да ја погледнете, значи сега и дечињата се веќе тука, значи моментално слободно се забавуваат во различни делови, значи позади нас, пред тука можете да видите, во тој дел таму, значи ќе разгледате, ќе видите. Благодарам. Јас имам многу прашања. Децата имаат многу прашања. Имате трема вака од камера или не? Не. И постојано сте во контакт со деца, овде се слават нонстоп роден ден? Нонстоп, значи активно со оглед на тоа што правиме роден ден, имаме и дневен престој, значи кога имаме слободни термини, така да нонстоп сме активни. Ајде да почнеме од почетокот. Во игротека приказна, вие сте одговорни за менаџирањето на игротеката, за организацијата? Точно, да, значи апсолутно за све. Значи закажуваме роден ден и активно ги чуваме дечињата за време кога ги оставаат сами на дневен престој. Ги значи играме со нив за време на роден дените, ги анимираме, ги чуваме, значи ги згрижуваме и апсолутно се. Ајде едно по едно, значи да почнеме. Прво морам да приметам дека станува збор за убав, многу голем простор. Колку е голема вашата игротека? Па игротеката е околу 150 квадрати простор. Значи со оглед на тоа што долниот дел е за дечињата, тоа е овдека, имаме горен дел, горниот дел е за возрастни, значи тоа е како галерија, значи имаат преглед горе родителите на дечињата додека се забавуваат. Во секој момент родителите седат и ги гледаат децата и се сигурни во тоа што децата го прават. Доколку треба да интервенираат, тие се тука. Да, ние сме тука, значи нема да дозволиме они да интервенираат со оглед на тоа што го имаат надзорот од озгора, ние сме тука на терен со нив. Супер, еве, супер, да ни мафнат родителите, мафнете ни одгоре, ве поздравуваме, супер. Еве и ние се договоривме во текот на снимањето тие да бидат исто така овде, да се уверат и во квалитетот на игротеката и во начинот на кој сака повеќето од нив да видат начинот како се снима емисијата Супер звезда, така да драго ми е што ќе има можност и едното и другото да го видат. Ајде да почнеме да ја презентираме игротеката. Од каде ќе одиме, од влезната врата или ќе почнеме од овде? Од каде е наубаво да започнеме? Од тука, бидејќи сме моментално тука се наоѓаме, ова е лавиринта, значи за дечињата. Ова е значи доста ретка работа, ретко кој го има, значи, бидејќи е голема инвестиција, со оглед на тоа што е доста интересен за помалите дечиња и за поголемите. Значи, зборуваме за 8, 9, 10 до 12 годишна возраст. Видиме натре што се случува, значи натре има еден куп топчиња. Да, дечињата си играат со топчињата, значи може да се качат од овој дел и одгоре по мостчето од оваа. Еве да видиме, ајде оваа кукла ќе ни покаже, оваа згодна женска брзо да ни покаже што се прави овдека. Еве гледаме, натре може да се влезе, па потоа има еден мост, па некој насмеан се претрча по мостот, па ни мафна тука, браво. Па по лизгалка ќе одиме надолу. Да, тука е лизгалка. И влагаме каде? Во делот со топчињата и тоа може бесконечен број пати значи да го правиме. Да, они доста се забавуваат. Значи тука играјќи со топките се удираат меѓу себе, значи си прават да им биде интересно, се валкаат во топчињата, ги собираат, значи си играат на свој начин. Сакам, Ирена, да напоменам дека мене ми се допаѓа тоа што овој простор се гледа дека е направен прописно, обезбеден, да нема остри ивици, да нема метални предмети во кои може децата да се чукнат. Ова е се меко. Каде и да допрам, се допирам на нешто меко, а има мрежи кои се направени од конец, а се многу цврсти и многу јаки. Овие, ја мислам дека може и ајкула да се фати. Тоа напоменав. Какви се, леле. Кажа за сите возрасти, значи за малечките дечиња, дури кои што немаат по една годинка, значи кои што се што току проодени, значи они им е интересно доле во долниот дел, се седат бидејќи е меко, се вртат, се играат со топчињата, си подаваат меѓу себе, значи малечките и им е забавно, значи безбедно апсолутно во секој поглед. Нешто што ја многу го сакав како мала го немав, а еве сега го има. Кој ќе ни го демонстрира ова овде? Едно детенце ако може да замолам да дојде да ни покаже ова овде за што служи, еве вака. Не, Злато, ти ќе направиме дупка у таван, ти си голем. Ела, Злато, да ми покажеш нова како се скока, Јованче. Ела, Злато, да видиме, леле, па тоа е тоа, драги гледачи. Јована, браво! Браво, бе, кукло убава. Па тоа е тоа трамболина ли ова, така? Да уживаат децата додека скокаат, помалите се држат во овој дел со рачињата, рипат на трамболината, поголемите се самостални, си уживаат, си рипаат. Прекрасно, значи ова е мојот детски сон кој еве го оживеа сега пред мене.
Штета што се родив пред толку години кога немаше вакви работи, не ни беа приуштени нашите почитувани гледачи, но гледате сега деца во какви благодети можат да уживаат и да играат. Пред да продолжиме понатаму, имам едно прашање за тебе. Сакам да те прашам, ќе ги интересира и гледачите. Колку време постои вашата игротека? Значи, нашата игротека постои сега на 16 декември, правиме трета година од нашето активно постоење. Значи, моментално е отворена и основана на 16 декември 2009 година и активно работиме него. Ака, супер, значи да не поканите. Чекаме, ќе има торта со 3 свекички, а? Декември, нормално. Да, иначе ова пук на пролета, почитувани гледачи, сега пред малку во месец ноември, малку да се почекуваме. Па да, се пак овде деца играат, скокаат, па не знаеме што се случи, нешто се случи. А да продолжиме понатаму, ќе одиме на лево или на десно? Може на десно, значи... Почитувани гледачи, да видиме сега што има. Ова што е? Ајде ова, чекај да видам. Дечки, што правите вие овдека, а? Добри ли сте? Зашто е ова? Ова е некоја лизгалка, да? Да, некој интересно место овде, што се случува? Се лизгате? Ај ќе ми покажеш ти кукле како се пушташ овде. Ајде да видам. Има ли уште некој што ќе се пушти на лизгалката да видам? Како се пушта леле, како се пуштате на главачки или нормално? Да? Нормално, значи. Ајде да видам. Леле, браво. Па ова е една многу интересна, овде можам да кажам, играчка. Една многу чудна вака архитектура, како од некоја џунгла извадена. Стварно овдека вака има еве како трагови, како некои стапалки од да, по стапалките одат, а овие стапалки овдека ми личат како стапалки од тигар, од лав, од некој животно. Погледнете ги, драги гледачи, видите каква чудна работа има овде. Да, нели? И од овдека се протнуваат. Свој агол на заобленост, на кој што им кажува на дечињата, значи ги носи од таа страна за да ни доаѓаат навака. Самото тоа е заоблено, да. Лазар. Се сумнуваат Тука? изгалката, значи надале. Да. Така. Еве и лизгалката може да ја видиме овде. И после си продолжува, значи, од другата страна, еве и како се пуштаат децата по лизгалката. Ајде сега уште еднаш да видиме кој ќе се пушти тука. Браво, браво, браво. И навистина морам да кажам дека многу убаво, многу сериозно, многу цврсто, многу јако направено. Безбедно за деца, да не му се секираат родителите, овде со часови може да се игра. Да, апсолутно, значи они се кружат цело време, се лизгаат, некои се има и тука долен дел, значи во долниот дел може да се влезат, тука доле се играат, се вртат од другата страна, значи исто и долниот дел е активен. А и долниот дел, значи тоа не било тек така. Се играат и во долниот дел, значи има доле се кружат. Многу ми се допаѓа. Тоа е тоа. Штета што толку брзо пораснав. Ај сега да видиме во овој дел овде позади. Гледам овде може да се оставаат чевличките пред да се влезе. Што се оставаат чевличките, значи пишува дека мора да ги се облечат дечињата пред влегувањето во лавиринтот, да ги се облечат чевличките од аспект на безбедност. Значи тоа тука ги оставаат, кога излегуваат, повторно си ги облекуваат чевличките. Овде Личниот дел, значи. Овде гледам нешто вака интересно. Да видиме во дали добро ќе ми стои почитувани гледачи, да видиме, опа, нели? Тој сум. Видес. Како видес од 16 век. Малку нопачки стои в капава, ама не ми стои лошо, драги играчи. Ама рогови ми фалат се овде. Да, ја мислам дека оваа таква за со рогови треба да е, без рогови. Ајде ќе ставиме. Благодарам. Морам да кажам. Прекрасни принтови има секаде. Еве овде каде што сме може да прочитаме приказна. Еве пишува токму баш во овој дел, излепен е ѕидот, многу убаво е направено. Објаснето е направено, па тука се и разни јунаци од цртани филмови, Штрумфови, Мадагаскар, еве Верверичката, таа што го брка желодот во секој нареден цртан филм. Што се има овдека под зидовите како принтови поставени? Тука ги имаме сите главни ликови јунаци од цртаните филмови, со оглед на тоа што оние даваат топлината на нашата игротека. Ги имаме сите, значи Спајдермен, тука ги имате од Мадагаскар, значи во тој дел тамо, Гарфил, Мики Маус и нашето лого, нели, во една структура на приказна. Нема што нема, може да се каже дека многу е работено, многу е инвестирано. Мене ми се допаѓа што едноставно овде нема празно ќоше кај вас. Па да, значи доста е работено на тој дел и мислам дека е постигнат ефектот. Сите ќошиња се пополнати, почитувани гледачи, значи да знаете, дојдете ли овде, на секој ќоши има некоја така мамка која ќе ве забавува, која ќе ве држи во акција
со часови. Да одиме сега понатаму, еве и овдека има некои интересни работи кои децава ги сакаат, обожаваат. Ево, многу ми се допаѓа, а бидејќи сум мераклија на готвење, мора да покажеме, овде се наоѓаат некои прекрасни алатки, има некоја прекрасна варијанта на една убава детска кујна. Готват децата тука најчесто, така? Готват, значи дури машките изненадуваат. Повеќе машки готват отколку девојчиња. Готват, си играат, значи печат во ревна, прават, имаат овошје, имаат зеленчук, воедно ги учат кои се овошје, кои се зеленчук по малите дечиња. Тоа е неверојатно, еве има ананас, почитувани гледачи, гледате за тие љубители што се на овошје, има зеленчук, а еве и некој донел риба, еве и рибата, ја на пример обожавам риба. Може да се види, па има уште една. Има охридска пастрмка и ова е преспанска, да видиме, еве како звучи. Одлично, супер, еве лимун за на крај на риба малку да иставиме. Навистина прекрасно, воодушевен сум. Доле имаме, значи, и рерна може да се готви, а овде има грил, скара, може и на грил да се пече рибата, или некое друго месо. Еве гледаме разни тенџериња, но може и на плин, на плинско. Безбеден овој плинов за деца, така? Да, во секој случај. Апсолутно. Ова зашто е, сега малце да се преселиме, еве рибава залута тука, ќе ја вратиме на место, клешти веќе си дојдат овде. Што прават децата? Дечињата, значи, има алати, поправаат, си играат, значи, за момчињата е ова наменато. Значи, имаат шлем, кој што го ставаат, нели, за да си играат. Да го пробаме. Имаат пила. Океј. Ќе видиме како ми стои шлемов, драги гледачи. Ќе ме биде за инвеститора. Да, супер. Супер, браво. Убава работа. Значи, тоа е тоа. Значи, и момчиња и девојчиња можат овдека да си го најдат својот интерес. Се на едно место. Ирена, многу прашувам јас, нели? Да направиме една кратка пауза, па да се вратиме потоа да ги покажеме останатите делови од вашата игротека да ги презентираме? Може. Штоени гледачи, земете малку воздух, потоа се враќаме овде да ги видиме останатите тајни кои ги крие игротеката приказна и да видите во што е тоа во кое ние денеска премногу уживаме овдека заедно со Супер звездите. Се враќаме за неколку минути. Бидете покрај вашиот мал ТВ екран. Ирена, како си? Супер. Да, многу деца денеска, ама вие немате проблем со тоа. Ние сме навикнати, значи, на тоа темпо. Супер. По колку луѓе може да собере во еден момент во игротеката приказна? Вака, значи за возрастните имаме 40 места капацитет на возрастни, со тоа што во 10 возрастни, значи седат во долниот дел кај дечињата, другиот остатокот од возрастните, значи тоа се 30 возрастни во горниот дел се сместени, значи 40 возрастни капацитетот. За дечињата не е ограничен број, значи 40, 50 и повеќе. Така. Морам да кажам дека прекрасно е уреден овој дел, овде претпоставувам каде што најчесто се слават родендени, овде седат и славениците и гостите. Гледам овде една табла, на неја пишува среќен роден ден, ајде им ја покажеме на нашите гледачи. Зошто е ова празно место долу? Значи тука се пишува името на славеникот, на почетокот на роденденот. Значи во зависност како се вика, значи се менува името во текот на роден ден. Морам да ги покажам овие прекрасни кукли, драги гледачи, следете го мојот прст и видите сега каде од овде наваму да ги покажеме сите. Им дадовте ли имиња? Па си уште не. Па еве јас ако не да ги испокрстам, Бети, Мара, Стојне, овој како ќе го викаме Лео нека биде, ова ќе биде Ана, ова ќе биде Кјара, ова ќе биде Лео 2, ќе му дадеме друго име. Навистина морам да кажам дека имате прекрасни кукли. Поготово фризурата на оваа последнава многу ми се допаѓа. Да, супер. И да се навратиме сега на делот за родендените. Овдека, освен тоа што ја гледаме оваа прекрасно уредена маса, имаме една клацкалка. Да, значи таа е намената може за повеќе дечиња, значи од 3 до 1 детенце. Значи
седнувачи. И само да се клацка. Да, и само во средината, значи. Исто издржлива и за поголеми и за помали дечиња е наменета за различни возрасти. Ај ќе пробам ја подоцна да видиме колку издржлива. Сега одиме да го видиме овој дел овде, прекрасно уредена маса, па со некоја многу убава апликација, па некои риби има тука што ви пливаат. Ова е направено како аквариум. Кога Масичката на која што седат дечињата, значи пијат сокче, се одмараат, значи од играта тука седи славеникот, значи на чело на масичката, јадуваме тортата тука, сјадат парченца и тоа е тоа. супер, одиме понатаму. Ево ова е тоа, драги гледачи, што никогаш во мојот живот до ден денес не научив да го играм. Ова се тие познати старомодни фудбалчиња од времето кои многу мина до ден денес многу ги сакаат. Изгледа губев ја на времето, па затоа не ми пробудија некој голем интерес. Не ме бидна во фудбалот. Тебе те бива ли за фудбал? Да. Да. Фудбалче, тука играат дечињата, имаат едниот. Може четворица да го играат, две дечиња од таа страна, две дечиња од оваа страна. Значи прават екипи, играат се забавуваат. Искрено сакам сега да ми одговориш, играат ли татковци по некогаш? Да. Ова беше интересно прашање, веќе да. Значи играат и татковци. Поставувам, бидејќи имам многу другари од моја генерација, па и некои постари кои и ден денес на вистина многу ги сакаат овие фудбалчиња и убаво е да се каже каде и да се оди низ Македонијава, во разни места можат да се најдат од тие старите популарни така фудбалчиња, па кога ќе ги начекаат другариве мои почнуваат да играат, да скокаат, да прават и едноставно опасни кладби паѓаат тука. Тоа беше интересно да продолжиме понатака да видиме. Овде гледам некои музички инструменти има долу. Еве имаме еден прекрасен вибрафон кој сакам да го покажам, ако е вибрафон или ксилофон или нешто такво. Еве за оние кои сакаат да компонираат музика, малку да свират, да придонесат за атмосферата, чочек, мане и слично, овде може да се отсвири, така. Еве ќе го ставам тука во чош. А убаво е да го покажеме и ова делот за девојчиња, каде што можат да се шминкаат. Се што е потребно да боричнеме во торбата на мама, да ги најдеме шминките, да седнеме овде пред огледалото и да направиме уметничко ремек дело, така? Да, апсолутно. Се шминкаат ли девојчињата? Се шминкаат, значи и машки и девојчиња Кој стигне за шминка и резултатов каков е на крај родителите кои ќе ги видат? страшен. Дај со апаратот да го сликам, ова не било до сега. Да. Ајко, супер. Тоа е убаво. Овој дел овде кај оваа маса е голема маса. Кој најчесто седи тука? Ова е масата за возрастните, значи во долниот дел, значи овде седат возрастни кои што имаат помали дечиња, значи кои што си ги бараат родителите, значи 1 годинка до 2 годинки, значи тие родители кои што имаат на таа возраст дечиња, овдека се седат, со оглед на тоа што да имаат целосен преглед над нив, значи да ги гледаат. Додека другите се седат горе, нели што се послободни или имаат поголеми дечиња. И кажавте дека имате екипа која ги анимира децата за да нема потреба родителите ем на роден ден, ем со тоа да се бават. На кој начин ги анимирате дечињата? Така, значи дечињата се анимирани во зависност од возраста, значи има различни анимации во зависност од колкави се дечињата. И сега значи правиме диско варијанта, диско забава, тоа е за поголемите дечиња, значи 8-9 годинки или во зависност се договараме од славениците, како сакаат они. Значи со нив имаме диско варијанта, значи пуштаме диско музика, имаме балончиња, значи ќе видите. Играат на диско музика и на прожекторот горе, значи имаме платно на прожектор на кој што идат видео записи кога се диско забава. Ова да се покаже драги гледачи, да тоа е прожекторот, сега имаме филм еден оди. Ова е на Pixar, еден многу интересен Pixar шорт цртан филм со од вселена што има доедено со вселенски брод, не ми текнува како се беше точно, ама многу интересен. Понатаму Ирена? Значи кога се големи дечињата на прожекторот се прожектираат видео записи и спотови, се прави диско забава, се пушта пареја, значи имаме димна машина на која што пуштаме пареја и правиме диско забави. Додека се помали славениците, значи има друга анимација, тоа е играње со мажуретки, значи имаме музичко столче с дрвен дедо, правиме караоке, исто така и за големите дечиња и за помалите славеници, со тоа што значи не практикуваме никаква маскирање на дечињата од аспект на хигиенски причини. Тоа е интересно да го објасниме. Многу ми навелат зошто било нехигиенски. Еве да објасниме, бидејќи една маска ако се стави на детенце кое е настинато, може би се уште не кашла, не се манифестирала болеста, понатаму може да зарази многу други, нели? Точно, да. Значи од аспект на бактериолошки причини, бидејќи доколку се облече едно дете во било каква маска, потоа истата маска е обликува нели друго детенце и тоа се пренесуваат било какви бактерии од едно дете на друго. Ајде да продолжиме во другиот дел. Ја меѓу другото сакам да кажам дека навистина е многу ладно надвор, но овде прекрасно и многу топло се чувствувам.
како го греете просторот? Значи имаме две инвертер клими кои што работат, значи греат и ладат, нели во текот на зимата топлат, во текот на летото ладат и апсолутно значи целиот простор е уладен и загреан кога како треба, нели по потреба. И по потреба. Tego грееме, tego ладиме, зависи како се чувствуваат. Да. Како се чувствуваат славениците, пријателите на игротеката и оние кои дошле убаво да си поминат. Еве сега тука имаме една полицајка, драги гледачи, еве да ја покажеме, еве со полициска кола, мафни ни злато, мафни ни, прати ни бакнеши кукле, прати, ќе ни покажеш ли како се вози ова прекрасно полициско возило, а? Ајде да видиме. Имате и вакви аутца. Да, имаме неколку, значи полициска кола, имаме розова за која што девојчињата највише мој еве тука, значи која што највеќе девојчињата сака да возат, има црвени колички, значи има повеќе си, по различни бои. Значи разни колички, има и кукички. Еве да видиме, овде има една кукичка интересна, многу убава кукичка. Па има и звонче овде, ако задзвониме да не излезе некој, чекај да видиме, нема никој во моментов. Изгледа тие што живеат у дворот се си работат садот секи. Натре, само оставено. Едно мало бебенце, една кукличка, еве таа се наоѓа внатре. И оваа кукичка е прекрасна, значи навистина морам да кажам дека сите играчки овде кои што ги гледам се од врвен квалитет. Нема импровизации. Little Tikes, значи се сите играчки делумно и не се импровизирани, не се, значи се со врвен квалитет. Доказ за тоа дека нема импровизации, дека игротеката приказна е технолошки многу напредна и ова катче овде што мене многу ми се допаѓа, по нас, драги гледачи, брзо по нас да видите што се случува тука. Тука се случува невидено чудо. Значи, ова е тоа за кое најмногу ми е жал што пораста. И ајде да кажеме што имате во овој дел. Вака, значи во овој дел има два уреди, едниот е Xbox, другиот е Nintendo Wii. Значи, поатрактивно е Xbox-от, значи тоа е игра на сензор, која што дечињата играат, значи во овој дел, значи мора да бидат доближени скроз до задниот дел на зидот, за да може да играат играта. Значи нивните тела се скенираат и така со нивното движење, така се игра играта. Значи нешто слично како 3D анимација. Доста интересно. Со движење на раката тие, нели, пуштаат, палат, гасат, паузираат. На десната рака, значи се движи, така се пушта, значи може да видите сега во моментов. Со движење на телата, значи така се игра играта. Нема, значи джойстици, значи се игра само преку движење на телото. Значи тоа е големата предност на Xbox-от. Бидејќи децата се движат, не се во седната позиција за да мора на джойстик да играат. Има уште една предност што морам да ја напоменам, а тоа е откако ќе се изнаиграат овде на Xbox-от, одат дома и паѓаат у несвест, заспиваат одма, нели, да? Да. Нема потреба дополнително да се носат негде да вежбаат, да трошат енергија, кога тука трошат се што има. Супер, да. И сега има и Nintendo Wii, како што рекав, два уреди, другиот е Nintendo Wii. Тоа е веќе се има джойстици, значи како палки се ставаат на рацете. И така се игра, значи, со нив. Не е на сензор, значи има спортски игри, има тенис игра, доста често куглање, има голф, има бокс за мачките, значи независно. Морам да прашам, пошто вака многу ме интересира, си поигруете ли вие понекогаш? Обавезно, значи, пред роден ден, после роден ден, играме. Персонално, да, малце да се релаксира, да се опушти, сепак го имате на располагање и да, и јас кога би бил дел од игротеката и од тимот овде, тоа би го правил секој ден по неколку пати. Супер. Ајде сега да видиме овде кај Шанкот, да? Дојавме до делот овде кој што има и такви кои што ги интересира. Тука се наоѓа Шанкот, драги гледачи, тука се наоѓаат и пијалоците, овде може да се нарача што? Значи, нудиме секаков пијалок, значи имаме доста прифатливи цени. Значи, имаме жесток пијалок, имаме газирани, негазирани пијалоци, детски сокчиња за дечињата, значи густи, апсолутно се. Значи, кој што сака, има ладни, има топли, Да. има природно цедење. Не. Таму имавме еден лимун, ќе го исцедиме после. Ако не ќе направиме одма нешто, ќе смислиме. Битно е дека нема што нема овде кај вас. Изнагледав 300 чуда овде и ја имам едно прашање да не заборавивме нешто да кажеме од толку многу работи што ги има. Па мислам дека не е, дека се е кажано, и сега може само горниот дел да го видите, значи кај што седат возрастните, инаку апсолутно е се опфатано. Така, почитувани гледачи, ќе направиме кратка пауза, а потоа ќе сејме од горниот дел да видиме што се случува таму и да видиме каков е амбиентот кај родителите, како тие се чувствуваат. Ќе направиме кратка пауза, се враќаме за неколку минути повторно во програма. Пауза.
Се враќаме повторно во програма, почитувани гледачи, верували или не, тука во одделот наменет за родители го најдовме и најмалиот гостин кој денеска дојде да ја посети игротеката приказна. Тоа прекрасно девојче кој што се вика Леона, носи исто име како и мојата керкичка, со таа разлика што мојата керка има 4 години, а оваа прекрасна женска има 4 месеци. И евеа денеска дојде на тука да ја поддржи незината сестра Матеја, дојде ни се заедно да се дружат, да се забавуваат, да играат. Еве гледате колку е малечка, колку е прекрасна и колку е мирна, невидена работа. Мојата не беше ваква. И доаѓаат и бебиња тука. Да, значи Леона била веќе еднаш, мислам дека. Значи ова е втор пат како е тука. Доаѓаат бивенца, малечки, значи кои што и они се забавуваат тука на свој начин. Така, браво. Еве го дело за родителите, може да покажеме колку многу родители има исто, драги гледачи, овдека. Денеска се надам дека и тие се забавуваат исто како што се забавуваат и нивните деца долу, така да морам да кажам дека е простран, убав, голем, широк овој дел овде. Да, значи тука е делот кај што воглавном седат родителите, тука има капацитет за 30 возрастни, значи има 2 десетки маси и 2 петки. Исто така во игротеката ни кажавме дека имаме Wi-Fi, значи нудиме Wi-Fi, што го видов компјутерот. Значи родителите додека се седат, значи тука си пијат кафе, може да си сурфаат и на интернет. Може да сурфаат, па не само што доле е уредено во многу интересен фазон, па и овој дел е уреден така. Да, има и тука значи интересни мотиви по зидовите, значи интересно е све е, значи шарано, нема некој дел кај што не е шаран. Така. Мацо, како си бе ти, да те видам јас тебе, колку си ти убава, бе ти 4 месеци имаш, а види веќе како си ти направена, како голема девојка целата, леле што си убава, да си жива, здрава. Го видовме и дело за родители, јас ме интересира што мислат децата, како тие се поминуваат. Јас ќе ти заблагодарам за се ова што имавме можност со тебе да поразговараме до овој момент. Ќе се видиме малку подоцна, сега одам да ги прашам децата како тие се забавуваат овде. Договорено? Супер, да, договорено, се гледаме доле. Благодарам, молиме долу, драги гледачи, да ги прашаме супер дедите како си поминуваат. Ајде да видиме, драги гледачи, како се забавуваат супер звездите. Одиме внатре да видиме што се случува во овој дел. Дечки, како сте? А? Па што правите овдека? Брзо да видам. Леле, како си бе ти мала? Добра ли си, Злата? Што правиш, а? Кај се топчињата? Ајде да видам како играте вие овде. Дали имате луда и незаборавна журка овде? Да. Ајде да го погодиме овој батко малце. Леле. Како е овде? Ама некој овде на лизгалката оди во контрасмер, да видам. Како се пушташ, Злато? Како се пушташ после? Ајде да видиме 3-4. Брзо да видиме. Брзо, направете простор. Брзо Михаела да видиме како ќе се пушти. Ајде, Злато, леле, луѓе, овде е невиден амбиент и атмосфера. Искрено морам да кажам дека кога гледам какви атракции има во денешно време, уште еднаш морам да потенцирам дека наистина ми е многу жал што пораснат. Видете колку прекрасен простор. Можам да замислам колку им е голем и простор на децата, кога, еве, гледате колку е вака широк, за мене и за снимателот со кој што ние си дозволивме да влеземе внатре и малку да прошетаме. Ајде сега да прашам како е овде, Злато, а? Супер! Како ти се допаѓа оваа игротека, кажи? Па, убаво. Како си поминуваш ти денеска овде? Има ли некоја играчка што посебно тебе ти се допаѓа? Па, има. Што најмногу сакаш да правиш тука? Па, е вака да играм. Да си играш во овој дел овдека во лавиринтот, така? А ти бе, Злато, како си ми, добра си? Да. Што правиш бе? Дали уживаш денес? Да. Ајде пукне да направиме, да видиме колку убава Hello Kitty мајчка имаме. Браво.
Кажи ми сега, Злато, како си поминуваш денес? Убаво. Ти се допаѓа ли оваа игротека? А да видиме како се лизгаш, пуштиш се еднаш. Опа, ни отиде детето, драги гледачи, уште едно, леле. Брзо дојдете до мене да ве прашам. Што најмногу ви се допаѓа овдека? Кој дел најмногу ви се допаѓа? Многу играме сцени се допаѓа, драги гледачи. Брзо, овде има еден батко. Да го видиме, овој батко. Абе, кај си ти? Абе, шо правиш? Ништо. Абе, сам со волку женски мора да ти е најубаво на свет, а? Што правите тука? Добро. Да, како си поминуваш? Кажи ми, дали уживаш? Да. Кој дел од игротеката најмногу ти се допада? Ова. Овој дел, значи, овде е лавиринтот, кај што, затоа што има лизгалка и дека има овдека едно место, има баш токму овој лавиринт, ова мовчето. Си играте, одите надоле, нагоре, се качувате, се симнувате и се гаѓате со топки, така? Да. Браво, колку ми е драго, супер. А ти бе, Кукле, како си, добра ли? Кажи ми, ти се допаѓа ли ова игротека? Да. Што посебно ти се допаѓа тука? Овој дел. Овој дел и тебе лавиринтот. Ајде, добро, затоа сте и вие сите тука пикнати. Ајде, пратете им бакнежи на сите кои што ве гледаат, на вашите мајки и татковци, баби, дедовци. Поканете ги да дојдат овде, јас да видам што прават другите дечиња таму долу, да видам како се забавуваат тие. Одиме. Некој готви, драги гледачи, овде, гледате, имаме сега во кујната, тука едно мажиште пикнато, прави некаков ручек, салата ли е, шо ли е, Леон, здраво, бе, те фативме ние, а? Брзо поздрави се со мене, не? Малку го застравивме, драги гледачи. Леон го фативме како готвеше во кујната. Сакав да го прашам за каква салата станува збор и колку оцет става во неа, ама ми побегна. Ама еве сега дојдоа куварките. Кај сте бе вие? Што правите? Добри сте? А, ќе правиме во миксерот еден џус да направиме. Брзо ставите внатре некое вака овоќе што се става да видиме и изматете го убаво. Овде ќе ги исцедиме шпагетите, а тука ќе направиме една салата од брокула со морков, ситно сецкано, со малку сол, масленце и балсамико оцет. Ете така да го ставиме. Како што се договоривме преска, рибите може да ги ставиме тука на скара. Ова ќе го тргнеме овде, грозје не се става на скара. Да. Еве, и брокула може да ставиме малку на скара, а од бананата ќе направиме милкшейк. Еве, нека оди бананата овде за правење милкшейк. А што ми оди со готвењето, драги гледачи, да знаете. Значи, ако некогаш во животот менувам професија, тоа ќе биде готвач. Сега, да видам што се случува тука. Има некој се пушта, драги гледачи, да го дзирнеме. Еве, има на лизгалката некој се пушта. Ајде да видиме кој се наоѓа на лизгалката, да ја видам оваа згодна женска овде и да ја кажам здраво. Како си бе ти, убавице? Дали си ми добра? Да. Што правиш? Кркаш смоки? Покажи да видиме колку смоки изеде ти денес. Сите смоки ги изеде. Така да го наместиме фустанчето вака, како што треба. Кажи ми, дали убаво се забавуваш тука? Да. Убаво ли е да се биде во игротека? Да. А каква игротека е ова? Убава? Да. Ти се допаѓа? Да. Браво, мапним на сите кои што те гледаат, прати им бакнежи на мама, на едната сестричка, на другата сестричка и на тато, може? Ајде, срце ти е убаво, колку си убава, колку си прекрасна, да уживаш. Сака да се пуштат да дичките, ќе им направиме место. Ајде да видиме кој ќе ми дојде сега следен овде. Опа, добар ден. Како си бете, Златно? Добро. Ајде, шо ми прави? Уживаш? Да. Како е во игротека приказна? Добро. Кај ти се допаѓа најмногу? Кажа, уствари, лавиринтот, така беше? Да, а сега дојавме овде малку да поиграме. Супер, ти благодарам, да видиме. Оваа следнава женска. Кај си бе, маче? Оваа другарка ти е и мене ми е другарка. Здраво, Злато. Да, како си поминуваш? Убаво. Како ти се допаѓа тука? Убаво. Има ли некоја вака играчка или негде нешто што посебно ти се свиди? Да. Што е она што најмногу те привлекува? Лизгалкава. Лизгалката, браво, да си ми жива и здрава. И мене, јас би кажал дека лизгалка, само што малку мене не ме собира, драги гледачи. Ама ќе бараме чаре за тоа. Ела, Кукле, да те видам. Здраво, живо. Како си, шо правиш, добра ли си? А, како си поминуваш денес? Убаво. Искрено. Како е во ова игротека? Убаво. Можеше ли да биде поубаво? А? Не можеше да биде поубаво, нели? Да. Многу ми е драго, би сакала и друг пат да дојдеш тука. Ќе дојдам. Ајде, супер, фала ти, да си жива, здрава. А сега да видиме едно прекрасно девојче кое се вика Јована. Јована, здраво. Јована, многу ми е драго што јас имав можност да те запознам.
Ова Јована што ја гледате, драги гледачи, нонстоп доаѓа овде, бидејќи е керкичка на тој батко, кој што се вика Оливер, и е главен виновник за ова игротека да биде волку убава. Значи, ова игротека ја направи твојот тато, така? Си доаѓаш овдека многу често. Ти знаеш сите играчки, знаеш се. Си била ли и во други игротеки? Да? Да. Но каде најмногу ти се допаѓа? Овде. Тука, браво Злато, бидејќи еме најубаво, се чувствуваш како дома, така? Многу ми е драго. Јована, што најчесто правиш кога доаѓаш ти тука? На кое место најмногу сакаш да си играш? На сите места. На сите места, бидејќи секаде премногу ти се допаѓа. А сега ќе им пратиш ли бакнежи на сите кои што не гледаат? Ајде, прати им бакнежи, еве ги тука си. Види како се праќаат? Вака? Прати им бакнежи, браво, драги гледачи, еве многу бакнежи од Јована. Јованче, фала ти многу што имавме можност со тебе да поразговараме. Сега одиме да ги видиме другите деца што прават. Еве, драги гледачи, ја гледат оваа женска тука. Здраво, мацо, како си? Буш еднаш да се поздравиме. Кога ти беше во лавиринтот, па кога дојде тука? Се предомисли, викаш тамо доста ми е, доста играм тамо, доста се бркаме и малце ќе доеме на страна. Како си поминуваш? Убаво. Цели е под контрола, а? Колку пати се пуштинали изгалкава? Еднаш. Еднашка брзо да се пуштиме уште еднаш и да видиме како тоа изгледа. Гледате се, драги гледачи, брзо правете место да видиме како изгледа ова. А сега, овдека да ги видиме овие лапачишта тука, еве што јадат овде, се изедоа, ништо не остаја за мене, се шалам. Абе, како си ти? Добра. Со сестрата имав можност да зборам, ама со тебе не, драго ми е што те гледам, како си? Добра. Што правевте денеска, како се забавувавте тука со другарчињата од Суперзвезда? Супер. Дали ти се допаѓа овде? Да. Каква игротеката приказна, ама искрено да ми кажеш? Убава. Каде е поубаво? Дома или тука? Тука е. Тука, шо убаво. Значи, почесто ќе се гледаме во игротекава, договорено? И кажи ми сега уште една работа, сакам да те прашам. Ти си еден од најдобрите пејачишта во Суперзвезда. Минатата година ја пееше песната која што се викаше како? Папагалци. Што ќе пееме следнава година? Не знам. Ајде, ќе смислиме некоја. Почни да размислуваш, бидејќи имаме уште малку време да решиме, договорено? Да. Ти благодарам многу, Јоана, да си жива и здрава. Еве Јоана Поповска, драги гледачи, пеачиштето. Ќе видиме и твојата песна, малку подоцна ќе пуштиме во емисијата. А сега да видам што прават тие тамо големите, што отидоа кај Нинтендото и од преска само рипаат, скокаат и нигде ги нема живи да видиме што прават, како си поминуваат. Еве ги. Ајде, леле, ќе ме пуштите ли мене овде? Абе, како си бе кукло, шо правиш, добра ли си? Да. Абе, еве, гледачите ги интересира шо е овде што рибате и што скокате вака. Ова е игра. Играте, каква игра е? Шо се случува на игра? Ко боксови. Еве, ја како што сум застанат, така и ова мене ме црта. Раката вака ќе ја мрднам, таму е. Друга рака вака ќе ја направам, таму е. Нога вака ќе ја дигнам. Секако што јас правам, се и тоа прави. Чекај да видам и Лариса ни дојде. Лариса, абе како си поминуваш тука без Злато? Супер, многу убаво. Навистина, да им кажем на гледачите каква игротека е ова игротека. Оваа игротека е супер игротека. Значи не видена работа, да? Лариса, како ти се допаѓа? Премногу ми се допаѓа, многу е убава. И мене многу ми е драга. Морам, да? Не сум сонувала за ваква игротека. Стварно, леле, и мене стварно многу ми се допаѓа, а после ќе си дојдам овде да си поиграм малце сам. Важи договорено да не ви пречам сега тука ја што влегов да си јодам ако сметам, кажете. Сметам? Не, добро, добро. Лариса, сакам да те прашам, брат ти го пативме пријеска во кујна влезен, готви и он по дома? Малку е срамежлив, така? Ама малечок е Леон, нели, он ќе порасне, па нема толку многу да се срами. Во некој од наредните емисии ќе го видиме Леон како ќе ни зборува, рецитира, раскажува. Јас мислам дека поразговарав со поголем дел од дечињата кои што денеска се оде доедење да се дружиме и забуваме во игротеката приказна и многу ми е драго што сите нивни впечатоци се позитивни. Сите тие многу позитивно се изјаснија за сето она што го има овдека. Едноставно, почитувани гледачи, ова е место каде што откако дојавме, свативме дека не сакаме да си одиме. Правиме мала пауза, веднаш потоа се враќаме во програма да видиме што уште има во игротеката приказна. Пауза.
Ете, драги гледачи, кажаа дечињата дека убаво си поминуваат. Ирена да ми каже како си поминуваш ти овде? Мислам дека супер се забавуваме заедно, значи ќе треба да дојдете уште еднашка, имате отворена покана од нас. Најбрзо уште еднашка да гостувате како гости во нашата игротека. Ако е волку убаво, па ја ќе почнам моите роден дени овде да ги славам. Ако супер, баш убаво. И исто и мене ќе ми биде драго со тоа што ќе ме оставате тамо да си играм кај Nintendo-то договорено. Значи да, Кај Xbox-от да иде. Да. играме за вас и готово. Супер, е убаво, мислам дека ќе се одржи самиот Xbox на фигурава моја. И ќе видов децава се толку многу активни, а и многу заразна работа е ова што се случува. Па да, доста е. Значи има разни игри кои што иде од една на друга, значи доста е заразно. Да, тоа сте вие сите вака овде што се гледа дека играте. Супер. Дали има нешто што не го кажавме, а би било интересно за нашите гледачи? Мислам дека се е опфатено, значи во глобала, значи се е опфатено, така да тоа е тоа, се е кажано, значи преостанува уште да дојдете да се уверат во квалитетите кои што ги нудиме. И љубезноста, и топлината на самиот амбиент. Сакам да ми кажеш, оние кои што сакаат да ве најдат, каде и како може да го сторат тоа? Значи, ние се наоѓаме во наслова Капиштец, со тоа што може да остварат контакт со нас на фиксен телефон 026121 или пак на мобилен телефон во секое време, значи може да се јават 078216464. Точно, локацијата се наоѓа значи позади заводот за вработување или точно во комплексот на згради кои што се наоѓаат кај старото тениско игралиште КТК. Јас имав порано тенис игра на времето, да, ете се сменија времињата и нешто многу поубаво се направи, се осовремени овој простор. Навистина прекрасни згради, морам да кажам дека многу мало дека во меѓувреме се направи. Се е ново, се е убаво, а игротеката е значи јаготката на шлагот на целиот овој комплекс овдека. Колку луѓе работите во игротеката? Значи моментално 4. Значи сме активни на родендените, зависно од кокава родина. Значи доколку имаме потреба од поголеми родендени или имаме поголеми родендени, значи се активираат уште девојки. И уште најбитното прашање кое ти го чував за крај, колку уживаш во твојата работа? Па со оглед на тоа што имам и детенца дома, значи апсолутно 100% уживам во работата со дечиња. Бидејќи од страна те гледав како доаѓаш, како им објаснуваш, те прифаќаат дечињата, се гледа дека си дечар. Така да ти посакам се најубаво на тебе и на вашите колеги и колешки во понатамошната работа овдека и се надевам дека ќе се дружиме уште многу пати. Да, сигурно, значи се гледаме народно доаѓање тука. Ние сме тука, во очекуваме значи најбрзо. Ете, почитувани гледачи, сега би сакал на самиот крај да го повикам оној човек кој што е главен виновник за сето ова, човекот кој ја измисли и кој ја создаде игротеката Приказна, а тоа е господинот Оливер, главниот виновник за се, да, за Приказна. Еве го Оливер повели да можат и гледачите да те видат со малата и прекрасна Јована. Ајде здраво живо, добре ни дојде во Супер Звезда. Како си, Злато, што ми правиш? Да, добра. Оливер, како си? Добре, супер. Ние по некоја случајност се запознавме, па имав можност да го видам овој ваш простор, па се воодушевив и така дојде се роди идејата да го снимиме ова наше денешно дружење и да ја испромовираме во вистинско светло. На вистина не само да се шират приказни да се зборува, него и гледачите да можат да видат. Оливер, како дојдовте до идеја да го реализирате сето ова? Прво, значи, не е само моја идеја, имам и Ортекова работа. Значи, заедно ги ствараме тие идеи, заедно ги реализираме, добро функционираме, супер. Се допаѓа тоа што си перфекционист, тоа е нешто што го видов кај тебе. Се трудам да бидам перфекционист, однос да бидам професионален кога работам што ја работам. На вистина се е перфектно и играчките се онака како што треба, квалитетни, убави, персоналот е многу љубезен, самата игротека е многу добро организирана, а немам збор за тоа како таа изгледа, со сите овие принтови, со сите тие украси, со сите апликации, се што е ставано, се гледа дека има многу повеќе љубов овде, него ли на другите места, така ли е? Па се трудиме да биде така. Се трудиме да нашата игротека биде како приказна и се надевам дека успеаме во тоа. Ајде за крај да кажеме од каде името Приказна. Името Приказна. Тоа беше изненадно. Значи, кога размислуваме со моја торта како да се вика се и заклучиме дека Приказна е најдобро затоа што опече поголем дел од детскиот живот и заради Ги поврзува сите деца и е нешто што прво го осознаваат и најмногу го бараат во. Да, па еве, и самата игротека по самите слики доловуваме некој амбиент од сите приказни, од цртани филмови, од сите работи. Со тоа што мислиме дека така е најдобро. Имате ли нека порака за сите оние кои што не гледаат во моментов за родителите, за нивните дечиња? Татичко, сакаш нешто да му кажеме заедно? Ајде да кажеме нешто заедно, Злато. Ајде Да дојдат Јованче, во нашата игротека, да дојдат да си направат приказна, може така? Да. Вака, значи,
Прем да ви се заблагодарам, посебно тебе, Дарко, затоа што... Благодарам исто да сте живи и здрави. Ќе соработуваме и понатаму. Да. Доколку ви се допаѓа оваа наша приказна, повелете, ќе ви направиме и вие да ја доживеете. Ви благодарам многу, значи нешто сте направиле игротека, него сте направиле ремек дело од игротека. Ја морам да ви заблагодарам што ни овозможивте денеска да бидеме ваши специјални гости, така да и во наредните прилики се надевам дека ќе се гледаме, дека ќе уживаме и ќе имаме можност да се дружиме со овие наши прекрасни дечиња за кои што морам да признавам сте направиле прекрасен простор во кој со мера ги гледам како расте. Супер. Се надевам дека убаво и вие се поминавте кај нас, дека ќе не посетите пак, уште еднаш и тоа е тоа од нас толку. Благодарам. Оли, се најубаво. Ви посакувам се најдобро на вас и на вашите вработени и на сите оние кои ќе доаѓаат Тоа овде. да бидеме професионални, нашиот персонал е прекрасен, тоа е тоа. И навистина е така. Почитувани гледачи, тоа беше Супер Звезда директно од игротеката Приказна. Имавме можност да посетиме едно убаво и прекрасно место во кое што се надевам дека единствен начин да се уверите во нивната гостопримливост, нивната љубезност и квалитет е да дојдете и да видите. Ве поздравува вашиот водител Дарко Мјалковски, голем поздрав од мене и од малите супер звездички. Ајде, чао, пријатно и од батко Оливер и оваа малечки и прекрасна Јована, а се гледаме ние повторно за 7 дена од сега во новото издадение на Супер Звезда. Останете заедно со нас, а до тогаш бидете живи, здрави, многу весели, слушајте ги мама и тато и дојдете во игротека Приказна. Чао, пријатно и до гледање. Чао.